Од медиумски магнат за пример и хуманитарец, од вчера првообвинет во два случаи, по рекет каде со себе ја зеде Катица Јанева, сега и во случајот за Меѓународниот сојуз, каде друштво во клубата за обвинети во судот ќе му прави претеничката од власта Фросина Ременски. За една година драстично се смени статусот во општеството на Боки 13. Од често драг гостин и другар со функционерите од власта, со редовни средби со екс-премиерот Заев, министри, градоначалници, до човек кој сега велат него ни познавале, но пред да стане обвинет, власта не се срамеше од Јовановски. Заев дури во роденденска честитка за телевизијата, која според обвинителството била користена за рекет, порача дека еден ТВ едно од добрите нешта кои се случиле во Македонија. Едно од добрите нешта кое што им се случи на нашиот народ и на нашата земја е еден ТВ. Со својата новина, широко ликос, разноликос, која што зрачи, навистина ги збогатува содржините во сите наши домови. Дури за нас политичарите знае и добро да мавне, а знае и да испрезентира тоа што е добро за граѓаните, за државата. Невладината која требаше да го представува Бојан Јовановски како хуманитарец, покрај него обвинение и донесе на Фросина Ременски. Таа беше само една од многуте лица од власта кои имаа блиски релации со Боки 13. Таа ја доби титулата почесен председател во Сојузот, а на основачкото собрание ја повика власта на соработка. Сега пак како обвинета вели дека ова биле нарачки за нејзина политичка елиминација, а од чија страна не сакаше да каже. Изборот на денешниот ден не е случаен, имајќи во предвид дека политичките амбиции на одредени лица се пресилни за да земат во предвид било какви професионални ангажмани мои во минатото. На кого мислите? На кого мислите? Јас не би коментирала повеќе. Статусот на Боки 13 за кратко време се промени. Заев дури испрати навредливи зборови од човекот со кого претходно имаше неколку средби кои беа овековечени со фотографии. Секако дека нема да дозволи неколку криминалци, еден суетен новинар и да ме извини ЛГБТ заедницата, еден педер, да симнат оваа влада од власт. Не. Откако влезе во судските лавиринти, блискост со Боки 13 демантираше пратеникот и поранешен генерален секретар на СДСМ Александар Кирацовски, иако беа објавени фотографии каде тие заедно седат во кафеана, тој вели бил политичар и луѓето сакале да се фотографираат со него. Апсолутно не сме биле блиски. Ние сме политичари. Многу луѓе од нас бараат да се фотографираат со нас заедно. Се надевам дека добар дел од нив не го злоупотребуваат тоа, меѓутоа апсолутно не сметам дека во овој дел било кој од нас што се сликал со било кого направил некој злодел. Покрај Ременски и Јовановски во случајот за Меѓународниот сојуз обвинети си таткото и асистентката на Боки 13 Миле Јовановски и Христина Блажевска и потпредседателката на невладината Јасна Мандиќ.